ова овде, значи во овој триаголник кој е блиско до границата со Република Бугарија, практично имаме најголем проблем. На овој триаголник меѓу Берово, Пекчево, Делчево имаме најмногу пожари последниве 4-5 дена. И затоа и најголем дел од армиските единици се тука испратени и концентрирани. Ова што го чув последниот брифинг од армијата е дека ситуацијата е под контрола, што е добро. Јас се надам дека и временските прилики со помалку ветер наредниве денови ќе ни одат во прилог. Инаку не можевме самостојно, не можевме тоа да го исконтролираме. Армијата беше практично ударната тупаница на здружените напори на различни институции во Република Северна Македонија, меѓутоа морам да кажам и да се заблагодарам и на државите кои ни помогнаа во тие заеднички напори. Добивме помош, јас разговарав пред неколку дена со претседателот Радев. Тој вети помоши во рок од 48 часа тие дојдоа од Кјустендил дојде противпожарната бригада и веќе работи на терен со нашите екипи. Добивме поддршка во возила во луѓе од Словенија, од Австрија, од Србија. Еве, имавте прилика да ги видите пред малку, српските хеликоптери се тука оперативни се на терен, работат. Имаме во контакти сме со уште неколку други странски држави, Израел, Романија, кои се понудија да помогнат во оваа ситуација и морам да се заблагодарам и на Брисел, на Европската унија, која има посебна агенција за цивилна заштита и за комунитарна помош се нарекува. Од таму исто добивме поддршка и една специфична помош добивме баш ова утро, од 10 часот ова утро, добивме пристап до тој заеднички сателитски систем на Европската унија, се вика Коперникус, кој ни јавува, тоа е рано предупредување го нарекуваат, ни јавува каде има пожар уште преку сателитските снимки многу пред било кој од овие домашните институции да го лоцира тоа и да го препознае. За жал моравме некој еден дел од населението да го евакуираме, бидејќи во неколку од овие села каде што се наоѓаме пожарот дојде до самите куќи и тука и постаро население обично, па дел од нив не сака, дел од нив сака, тие што сака ги евакуиравме подалеку од пламените јазици. За сега на тој дел можам да кажам дека релативно добро поминува. Меѓутоа штетата е огромна, гледате. Ние имаме околу 250 војници на армијата на Република Северна Македонија, тие ќе останат тука додека има потреба. Ако има потреба ќе донесеме и повеќе луѓе. Мислам дека во овој момент сме во таа човечка смисла добро екипирани. Имаме поддршка од други институции, се разбира, не е само армијата и со заеднички напори мислам дека ја држиме ситуацијата под контрола, се додека тоа е неопходно.